Вевчани. Чудесно убаво село, познато по студените извори. Општината Вевчани има 2500 жители и површина од 35 km². Сместена е во развиениот туристички регион на Македонија. Ти мала Венецио, место на прекрасни убавини. По тебе сакам јас да живеам и по сокаците да пеам. По тебе сакам јас да живеам и по сокаците да пеам. Качи се ти горе на Смолеица. Вевчанци се познати како добри домаќини и за себе велат дека не се немтури. А какви се потабија? За нив се вели дека умеат да си го ценат своето и свесни се за своите квалитети, но не бегаат од тоа дека за нив се зборува дека се терсене народ, на што велат дека со тоа не се согласуваат, туку дека едноставно се поинакви од другите. И тоа поинакви со своите доблести. Гордо стои јабланица планина, над Римковската благородна равнина. Во скутот како билци собрани, се сторчат огништата.
низ уличките на селото. Најдуваме на малата галерија со убавото име Самовила, во која најдуваме многу стари предмети со потекло од овој крај, од носи до предмети за домаќинството. Галеријата работи 3 години, има рачно изработени и уметнички дела, како и антиквитети. Некои од нив се стари по 100 дури и 200 години. Тие не се за продавање, туку се само изложени. Перманентно работи со населението, на кое му кажува колку е големо значењето на старите куќи и нивното зачувување. Освен куќите, се работи и на реставрација на стари објекти, како што се водениците, кои исто така може да бидат атрактивни за туристите. Најпрво добро дојдовте сите. Денес е октомври. Овде сме вевчани. Мало дождлив. Денес е 10 октомври. Овде сме у Пупини. Денес е 10 октомври попладне. Овде сме пред куќата, обновената куќа, Пупина куќа. Јас немам намера да навлегувам во тоа кој бил домаќин на оваа куќа пред 100 или 200 години. Јас лично го познавам денешниот домаќин од оваа куќа, тој е Стефан Пупин. Оваа куќа е, како што сами гледате, нешто преубаво. Оваа куќа нека биде за сите прекрасни умови кои што биле како умот на Михајло Пупин. Оваа куќа е доволно мала за да не може да го собере се она што Михајло Пупин го направил за човештвото. Дури ни куќата во Москополе, дури ни родната куќа во Идвор, дури ни сите висококатници во Њујорк не можат да го соберат делото на Михајло Пупин. Например, ние денес зборуваме со луѓето од другата страна на земјата преку со помош на неговите Пупинови калеми. Ете толку е големо Пупиновото дело. Јас ви благодарам на сите за Ресторанот вашето и пансион Кутмичевица го има најубавиот поглед и се наоѓа на едно од повисоките места во Вевчани. Во него продолжува вевчанската традиција. Тоа се гледа и во изгледот и уредувањето на собите и ресторанот.
перфеден од привременето што работавме во странство, сега Словенија, така, се вратив тука, инвестирав во овој објект. Овој објект представува како мотелче, хотелче, така со ресторански дел, со своја винарија, со своја летна бавча и со сместувачки капацитети од 16 особи. Објектот е лоциран на 3-4 нивоја, како што гледате, има чардак, турни соферин, бистро валајци, ресторанот домаќинска куќа и подрумот унуфри. И летната тераса Амазон. Тоа е Амазон, ке некому ќе му биде чудно, но како деца што игравме фудбалскиот клуб, ни се викаше и цела ова долина покрај самата обала на Вешчанската река, ја нарекувавме така, не? Ресторанот Извор, иако е нов, не може да не го забележите, бидејќи се наоѓа на влезот на познатите вевчански извори. Ресторанот Вија Игнација ќе ве освои со својата пространност и модерен изглед. Во изминатава година, колку што официјално постои како ресторан, го посетиле многу туристи од различни краеви на светот. Како специјалитет на куќата се нуди јагне под сач, свински бут и свинска коленица под сач, вевчански пилешки дукат, свинско филе полнето со пршута и кашкавал. Во Вевчани останаа кладенците. Волите вечно да клопотат, воздишки за нашата младост. Информирам дека неодамна во општина Вевчани почна да работи турист инфоцентарот. Целта на овој инфоцентар е на сите туристи кои што доаѓаат во Вевчани, било само иницијативно или во групи, да им понуди комплетна информација за сите туристички локалитети кои што може да ги посетат во Вевчани, како и да им понуди информации за сите гостителски и сместувачки капацитети во нашава општина. Добивање информации и организирање посета на туристички локалитети, било да е тоа Воденицата, Валавица, изворите, да му организираме пикник до Јанков камен, посета на некој од манастирите, Свети Спас или